А сега поздравете го председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски. Ајмо. Македонио, гордост наша, вака те личи, не уплашена, не стуткана, туку вака гордо исправена, храбро извишена. Не замолчена и во себе јадосана, туку вака гласна, силна, моќна, цврсто решена. Македонија во сите бои, а под едно знаме. На едно место сите, и стари и млади, и пензионери и студенти, и стечајци, и професори, и земјоделци и работници, и бранители и лекари. Толку различни, а сепак толку единствени. И леви и десни. Од сите вери и националности, од сите села и градови на Македонија. Македонија во едно, Македонија за едно, Македонија во еден единствен глас. Што беше, доста е. Немаме два живота, па еден тие да ни го упропастат. Немаме две држави, па една тие да ни ја уништат. Заслужуваме иднина, сакаме иднина. Спремни сме да се бориме и да победиме за нашата иднина. Ја бараме иднината сега. Драги пријатели, ова што вечерва вие го направивте, Македонија не го памети. Вие вечерва пишувате историја. Нека не бројат како сакаат, нека лажат колку сакаат. Едно е јасно, плоштадо вака пол не бил никогаш. Да можеше Александар Велики да прозбори, ке речеше: тоа што дури бев жив, никому не му успеа. Вие вечера го направивте, ме обколивте и сардисавте од сите страни.
да можеа Гоце и Даме да прозборат. Ке речеа, ви благодариме што очите ни ги наполнивте, што горди не направивте. И навистина, драги пријатели, што е тоа што не натера, што не измотивира да се кренеме, да ги оставиме и домовите и семејствата и во олкав број да го преплавиме Скопје? Одговорот секој го знае. Маката заради се потешката живеачка, грижата за собствените деца и семејства, бесот заради заплашувањата и понижувањата што ни ги приредуваат, револтот заради тоа што не лажат и не подценуваат, совеста која ни налага да им се спротивставиме, да се бориме, да бидеме луѓе со своje јас, да бидеме слободни луѓе во своја слободна држава. Еве, веќе 7 година поред, со оваа земја прават што сакаат. Ниту некого за нешто прашуваат, ниту пак некој во нешто ги попречил. За нив не постои ни устав, ни закон, ни демократски стандарди, ни елементарна култура на однесување. Со државата се однесуваат како аздисани, размазени деца со скапа играчка. Еве веќе 7 година поред, целокупната власт во оваа земја се наоѓа во рацете на еден човек и една мала група луѓе околу него. И што е резултатот? Каква Македонија имаме после 7 годишна преродба? Земја на беда и сиромаштија, земја на рекордна невработеност, земја на скапотија и социјални случаи, земја на неликвидно стопанство и економија во рецесија, на блокирани сметки и судски извршители. Во овие 7 години двојно го зголемија долгот на земјата. Македонија денес живее од странски кредити, а старо е правилото: кој живее од кредит, умира на рати. Македонија денес не е демократска, туку режимска држава. Се владее со страф и закани, со лаги и измами. Газат преку живи луѓе. Сами апсат, сами тужат, сами судат. Зацрнеа цели семејства само заради тоа што им се нашле на патот. Ние, по 21 година независност и парламентаризам, денес, во 2012 година станавме земја на политички затвореници, земја на затворени и диригирани медиуми, на уплашени и замолчени интелектуалци, на прогонет невладин сектор, на судски забранети штрајкови, на режимски синдикати и полтронски стопански комори. Ние сме единствената земја во светот каде власта организира протести против опозицијата, го поделија и раскараа народот по сите основи, ги хушкаат пациентите против лекарите, студентите против професорите, работниците против собствениците, верниците против атеистите. Секој кој не сака безпоговорно да ги слуша и следи, го прогласија за непријател, за предавник и странски платеник. Македонија денес е држава на досега невиден криминал и системска корупција. Изрекетираа се живо, испокрадоа се што можеа. Нема тендер што не е наместен, нема анекс на договор што не е лажен. Цела Македонија ја претворија во една голема пералница, пералница за пари и пералница на мозоци. Цело време зборуваат за црната транзиција и криминалната приватизација, за тајкуни и олигарси. А како ќе го наречат и овој период и човекот кој само за неколку години ја изгради најголемата приватна болница, ја купи најголемата медиумска куќа со се печатница и со се сите весници, купи земјоделски комбинат, банка, градежна фирма и уште отвара ресторани. И сосема случајно е прв пријател на фамилијата. Или човекот само купува, а други се вистинските газди.
и кој и чиј капитал стои зад најголемата такси компанија и најголемата агенција за обезбедување во земјата. Каде завршија? На чии сметки се уплатија парите? Од криминалниот увоз на струја, од овој актуелниот шверц на нафтени деривати, од 5 пати, 10 пати поскапите споменици, музеи, триумфални капи, градски стадиони. Не критикуваат како ние пред 15 години сме ги решавале фирмите за губари. Па тие веќе 7 години имаа да решат само 4 загубари во државна собственост. Ги решија ли големите економски експерти, реформатори, ОХИС, ЕМО, Тутунски комбинат Прилеп, Еврокомпозит, ги решија со сите луѓе на улица, без исплатена плата со години и со нови, уште поголеми долгови. Почитувани граѓани, за оваа криминално-тендерска коалиција нема ништо свето, ништо толку значајно што не може да се доведе под прашање кога се работи за нивните фотели и голото обстојување на власт. Од 2001 па се до денес, никогаш меѓуетничките односи не биле толку влошени. Никогаш и од никого не биле вака неодговорно и ефтино злоупотребувани. Немаат почит ниту кон загинатите и инвалидите од конфликтот, ниту кон децата од 1 до 4 одделение. Се е ставено на маса. Те за пазар, те за меѓусебни уцени и наетења. Од патриотизмот направија најпрофитабилен бизнис преку грбот на 2 милиона наши граѓани. Цело време го бранат народот од некого. Те од грци, те од албанци, те од непринципелниот Брисел, те од едностраниот Вашингтон. Колку повеќе го бранат, толку народот повеќе тоне во беда и сиромаштија, а во исто време нивните джебови и сметки во странство се полнат. 7 години само за НАТО и Европска Унија ни зборуваат. Што повеќе зборуваат, толку ние повеќе на Белорусија под Лукашенко личиме. Секој октомври истите приказни. Добивме позитивен извештај. Добивме попозитивен извештај од лани. Добивме најпозитивен извештај до сега. И секоја година во декември истото. Ништо од бизнисот. Нема на дневен ред. Сакам една работа отворено да ја соопштам на сите да ни биде јасно. Ако на 10 декември добиеме датум за преговори, тоа ќе значи дека Никола Груевски се договорил за промена на името на нашата земја. Ако тоа не се случи, статус кво ситуацијата ќе продолжи, ние НАТО и Европска Унија не гледаме. Тоа е вистината и народот има право да ја знае. Почитувани граѓани, драги пријатели, во изминатиот период безброј пати слушнав и прочитав дека само сме критикувале, а ништо не сме нуделе. Сме кажувале што не чини, а не сме кажувале зашто сме ние. Па еве вечерва и тоа да го направам. Нема да читам партиски програми и стратегии, да споменувам економски параметри и статистички податоци, туку многу едноставно, народски ќе ви кажам каква Македонија ние сакаме, за каква Македонија ние се бориме. Во нашата Македонија државата ќе троши не толку колку што сака, туку толку колку што има. Додека сиромаштијата и невработеноста во Македонија не се преполоват, ниту еден денар од буџетот нема да се троши на непродуктивни трошоци. Нема да се градат ниту споменици, ниту фонтани, ниту музеи и плажи на Вардар, ниту мебел ќе се купува додека народот во мизерија ни живее. Единствените кредити кои од странство ќе се земаат, ќе бидат само и само за капитални инвестиции, за автопатишта и енергетски објекти, за болници и училишта и за ништо друго. Во нашата Македонија
министрите и пратениците и сите раководни функционери во државната администрација не ќе можат да си поделат плата додека пристигнатите обврски на буџетот кон стопанството не се исплатат до последен денар. Така е во секое наше домаќинство, така е во секоја наша домаќинска фирма, така мора да биде и во една домаќинска влада. Приоритет број 1, приоритет над сите приоритети, ќе биде битката за нови работни места. Секоја нова фабрика, секоја нова фирма ќе бидат нашите триумфални капии, нашите најубави споменици на денешницата. Секој инвеститор што ќе вработи нови луѓе, ќе биде херој на нашето време. Тоа е вистинската битка за младите, тоа е најважната битка за иднината на оваа земја. Сакам да упатам порака до нашите стопанственици и бизнисмени. Ве гледам цело време и си велам. Џабе ви е трудот што цел живот сте го вложувале, џабе ви се фирмите и компаниите, џабе ви е капиталот што сте го направиле, кога гледаме како на секоја лага на премиерот мора понизно да аплаудирате, со секоја глупост на владата се согласувате, па уште и да ја фалите, кога мора пред секој инспектор од страв да се тресете и на секоја шуша, муша од власта рекет да плаќате. Нашиот народ вели, една корка леп нека е, ама раат да ја јадам. Дали сте и колку сте во ова преродбеничко време? Раат вие, почитувани стопанственици. Ако сте, нека ви е со среќа. А ако не сте, тогаш ајде заедно да се избориме за една поинаква Македонија. За Македонија во која секој што ќе создава, ќе инвестира, секој кој на вработените и нивните семејства екзистенција ќе обезбедува, ќе биде почитуван, респектиран, неговото мислење ќе биде уважувано, неговиот глас ќе се слуша. За Македонија во која државата ќе ви го плаќа сработеното и испорачаното на време, а за секој ден доцнење ќе ви исплаќа и затезни камати. За Македонија во која ќе бидете до последна точка и запирка изедначени со странските инвеститори. Ако има бесплатно земјиште за нив, ќе има и за вас. Ако се тие ослободени од комунали, ќе бидете и вие. Ако за нив има државна помош за плати и придонеси, ќе има и за вас. За Македонија, во која било кој владин функционер, кој ќе ви побара рекет и ќе пружи рака да ви земе пари, ќе остане и без функција и без рака. Па сега вие бирајте. Сакам да им се обратам и на нашите интелектуалци, професори и лекари, уметници, архитекти, инженери. Во секоја нормална држава, вие сте општествената елита, авангарда, тие што ги рушат табуата и што гледаат далеку пред времето. Никогаш меѓу најбогатите, ама секогаш меѓу најпочитуваните. Ретко владеете, а секогаш со слободоумноста влечете напред. Секоја власт од вашиот збор се плаши. Мудрата власт вашиот збор го слуша. Така е во секоја нормална, здрава држава. А каде сте вие во оваа наша преродбеничка Македонија? Целосно деградирани, подценети, понижени, заведени како технички лица под графата вработени. Многу често третирани како неработници, како некои кои бараат преку леп погача, како криминогени елементи, корумпирани, како мафија во бели мантили,
како индекс мафија. Ова е време на освета на понављачите, на учените, а недоучени, на вечните студенти, врз подобрите од себе во генерацијата, врз оние од кои препишувале, врз оние пред кои испит полагале. Ова е време на кинеска културна револуција на македонски начин. Секогаш кога некои од вас ке се осмелат јавно и слободно да проговорат, веднаш ја добиваат етикетата дека се политички мотивирани и инструмент на опозицијата. До таа мера оваа режимска пропаганда го наметна тој комплекс, што по дефиниција првата реченица секогаш ви е: се оградуваме од присуството на партиски представници на нашиот собир, или зад нас не стои ни една политичка партија. И додека ние се оградуваме едни од други, овој режим не огради сите во трла и прави со нас што сака и како сака. Ве повикувам, не да ја поддржите опозицијата, туку да се поддржите самите себе си, своето достоинство и заедно да се избориме за нашата Македонија. Во нашата заедничка Македонија, зборовите професоре или докторе ќе се изговараат како и некогаш, со почит, со респект. Во нашата заедничка Македонија, автономијата на универзитетот ќе биде светиња. Владата ќе може да падне, ама автономијата на универзитетот никогаш. Министер за образование ќе биде авторитетен универзитетски професор, така како што личи. Министер за здравство ќе биде еминентен доктор, професор од медицинскиот факултет, така како што личи. Вашата работа нема да се мери ниту на кило, ниту на метро, не по квантитет, туку пред се и над се по квалитет. Па сега вие бирајте. Драги пријатели, оваа власт се фали дека како никоја претходна му помогнала на земјоделието. И навистина огромни буџетски пари се издвојуваат за субвенции. И никој не сака да даде одговор како е можно и покрај толкава поддршка вкупното земјоделско производство да опаѓа, вкупниот сточен фонд да се намалува, вкупниот увоз на храна во земјата да се зголемува. Каде завршуваат сите тие пари? Почитувани земјоделци, во оваа наша поинаква Македонија, ова што сакаме заедно со вас да ја градиме, нивото на субвенции не само што нема се намали, туку ќе се зголеми. Меѓутоа, сите пари до последен денар ќе завршат кај вас, кај оние што копаат, орат, сеат, жнеат. Нема да има субвенции за модерните феудалци, земјопоседници на 21. век со деловни згради и скапи мерцедеси, кои од државата ги полна сметките, а потоа на вас ви ја даваат земјата под наем да ја работите. Клучниот приоритет за нас ќе бидат откупните цени. Со добри откупни цени субвенциите се мотив за ширење на производството. Со лоши откупни цени субвенциите се социјална помош за голо преживување. Почитувани граѓани, без слободни медиуми нема демократија во едно општество. Во Македонија слободни и независни медиуми нема. Македонија демократска држава не е. Не можеме ниту да почнеме, а камоли да изградиме една поинаква, подобра Македонија без сериозни промени во оваа сфера. Во оваа прилика ќе споменам само неколку работи. Во нашата Македонија пари од буџетот, од јавните фондови, од јавните предпријатија и агенции, од се што е државно,
за владини кампањи и реклами нема да има. Ниту еден единствен денар. Тоа е единствениот начин да се спречи корумпирањето на собствениците на медиумите од страна на власта. Се што има владата да соопшти или да ги едуцира граѓаните за некоја проблематика, ќе го прави бесплатно преку јавниот сервис Македонска радиотелевизија. Донации од медиумите кон политичките партии нема да има. Тие ќе бидат со закон забранети. Јавниот сервис Македонска радиотелевизија ќе биде управуван трипартитно, на еднакви основи, од власта, од опозицијата и од граѓанскиот сектор. Доколку собствениците на медиумите имаат и други бизниси, секоја сделка со јавниот сектор ќе биде јавно објавена и под посебен надзор на независно тело. Пералниците на пари нема да ги победиме и да ги отстраниме, доколку претходно не ги победиме и отстраниме пералниците на мозоци, фабриките за лаги и манипулации. Почитувани граѓани, Република Македонија е држава со сложена етничка и религиска структура на населението. Добрите меѓуетнички односи се клjuč за нашата стабилност, но и предуслов за развој и просперитет на нашето општество. Ако не ја најдеме вистинската формула за оваа сфера, се друго е под ризик, се друго е доведено под прашање. Драги пријатели, патриотизмот е позитивен, тој е потребен, тој е неопходен. Национализмот е негативен, тој е погубен и штетен. Но знаеме ли секогаш да ја направиме разликата меѓу едното и другото? Ја препознаваме ли сите црвената линија што ги дели? Во оваа наша, поинаква, подобра Македонија, оваа што сакаме да ја градиме, ќе го прошириме и редефинираме поимот патриотизам. Тој не може и не смее да се сведе само на љубов и величање на сопствениот народ. Тој и треба и мора да представува пред се љубов и почит кон заедничката татковина Република Македонија. Ќе ги поттикнуваме и промовираме проектите што не интегрираат, а не проектите што не делат. Погледајте само што направи оваа неодговорна власт тука во центарот на Скопје. 2 плоштади, овој за македонци и вториот од онаа страна на Вардар за албанците. Тоа не е политика на интеграција, тоа не е вистински патриотизам, тоа не е одговорен однос кон иднината на оваа држава. Ако Скендербек е историска личност од најголема почит за нашите сограѓани албанци, тогаш местото на неговиот споменик му е тука на централниот плоштад. Сите заедно да му искажуваме почит. Ако Македонија е наша заедничка држава, која подеднакво ни припаѓа на сите, тогаш споменикот на незиниот прв претседател Ченто нека биде од другата страна на Вардар, пак сите заедно да му искажуваме почит. Не 2 одвоени, туку 2 заеднички плоштади, не 2 етнички поделени, туку една заедничка подеднакво наша Република Македонија. Тоа е патриотизам каков што ни треба. Таков патриотизам ние ќе промовираме. Драги пријатели, сакаме заедно со вас да градиме една нова, поинаква, подобра Македонија која ќе биде земја во која победата над сиромаштијата ќе ни биде поважна од била чија победа на избори. Земја во која живеачката на живите ќе ни биде поважна од спомениците на одам на мртвите. Земја во која секој ќе има фер шанса да се вработи и достоинствено да живее од она што ќе го заработи. Земја во која законот подеднакво ќе важи за сите. Земја во која без знаење нема да има дипломи, а при вработување дипломите ќе бидат поважни од партиските книшки. Земја во која мнозинството ќе гради толеранција, а државата ќе ги штити правата на секое малцинство, етничко, религиско, културно, сексуално. Земја во која судовите ќе бидат храмови на правдата, а не партиски испостави на власта. Земја која ќе биде автопатски поврзана со сите своји соседи, а електроенергетски нема да биде зависна од увоз. Земја која ќе биде
и ќе седи рамноправно на иста маса со најдобрите, најуспешните, најнапредните, ќе биде членка на НАТО и на Европската Унија. Почитувани граѓани, имам уште многу да ви кажувам. И сигурен сум имате уште многу вие да кажувате каква Македонија сакаме да имаме и во каква наша Македонија сакаме да живееме. Но, драги пријатели, желбите и соновите сами од себе не се остваруваат. Тешките проблеми со кои денес се соочуваме, никој друг нема да ни ги реши. Ваква Македонија никој на подарок нема да ни донесе. Клучното прашање пред кое сме исправени е што сме спремни ние да направиме за ова навистина да се случи. Дали сме подготвени да се бориме? Дали сме подготвени да се избориме? Дали сме подготвени да победиме за оваа наша Македонија? Ова не е битка на една партија. Ова не е битка на една коалиција. Ова не е битка за власт. Ова е битка на целиот наш народ за неговата иднина. Токму затоа, со такви мотиви, со чиста совест и јасна цел го формиравме нашиот сојуз за иднината. Ова е време за важни одлуки, историски одлуки. Нема место за лични суети, нема место за теснопартиски интереси, нема место за тактизирање и фемкање, за неопределеност и гледање сеир одстрана. Вечерва широко подаваме рака да ни се придружат сите тие што сакаат заедно со нас да градат ваква наша Македонија. Ајде сите заедно да ја водиме и да ја добиеме оваа битка. Ајде сите заедно да се избориме за пресврт и нова страница во историјата. Ајде сите заедно да го значиме почетокот на нашата иднина и тоа сега. Почитувани граѓани, драги пријатели, дозволете да упатам неколку директни пораки до Никола Груевски. Ти, Никола, во повеќе наврати јавно повика на конечна пресметка меѓу двете Македонии на локалните избори во март. Ако така сакаш, Никола, така нека биде. Каква Македонија имаме со тебе и твоите политики на чело, сите гледаме. Ниту еден клучен проблем не реши, напротив, самиот создаде нови, уште поголеми и потешки. За да работите во оваа земја се придвижат во правилна насока, потребна е промена на генералниот курс на државата, а за него се одлучува на парламентарни избори. Па тогаш, Никола, во март нека бидат и локални и предвремени парламентарни избори. И нека се знае веќе еднаш кој пат ќе го фатиме. Нека реши конечно народот зашто е. За оваа твојава или оваа нашава Македонија. Бараме избори, бараме парламентарни избори во март.
А ако се согласиш, Никола, да го смениш името на земјата и во декември добиеме датум за преговори, тогаш исполни го ветувањето што му го даде на народот. Во март нека се одржи и референдумот, па се заедно нека се стави на маса. Во еден ден нека се одлучи, нека се реши за се. Драги пријатели, во овие 20 години во политиката поминав ни се и се што. И низ успеси и низ падови, и низ победи и низ порази. Верувајте, никогаш како сега не сум бил сигурен. Никогаш мојата верба не била поголема. Никогаш мојата волја не била потврста. Затоа што знам дека се бориме за нешто што е правилно, дека се бориме за нешто што е праведно, за нешто што е подобро, за нешто што представува вистински патриотизам. Се бориме не за себе, туку за својот народ и својата држава. Победата ќе дојде, победата е наша, наша победа за наша Македонија.